Добро ти вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публико, добро дојдовте на фреквенциите на телевизија Вистел. Вистинска телевизија која, да бидам искрен, од секоја беше лајт мотив во мојот живот, во мојот професионален новинарски пат, да речам, да имам телевизија, да учествувам и да работам, каде што вистината ќе биде главното мото и патот водилка. Еве, во предвечерието сме на одбележувањето на 32-тиот роден ден на независноста на новата независна Република Македонија, која, да бидам искрен, го заслужи својот пат на независност, да ја изода како што треба и да биде држава со сите нишани респектирана од сите 145 држави на светската организација која била призната под уставното име Република Македонија. Но ветриштата дуват од сите страни, реал политиката си го кажува своето, а тоа вели кај што има сила, правда нема, а меѓународното право таму замира. Задоволство ми е што оваа емисија ќе реализирам со неговата екселенција, амбасадорот кој навистина секогаш остава коментари кои за еден амбасадор е тоа голем престиж и задоволство, Зоран Дабич, амбасадор кој има едно богато искуство и чие име е врзано за и околу евроатлантските перспективи и инкорпорации на Македонија. Ваша екселенција, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и најпрво би сакал да го честитам празникот на нашиот народ. Денот на независност е голем празник и ние како дипломатија секогаш сме го одбележувале соодветно. Зошто велам дека овој празник трети Илинден од причина што Македонија во сиот својот пат, да речам, од низиното постоење и како држава и како прва држава на Балканот уште од 903 докажа во светот дека е држава на народ кој се бори за својата самостојност, автономност и независност. Од таа причина еве денеска одбележуваме овој вистински голем празник кој навистина создава голема температура кај голем број неистомисленици, луѓе кои не доживуваат вистината како што треба, односно независност на Македонија, па дозволиле со Македонија и македонскиот код да се поигруваат. Но ние за тоа потоа ќе збориме. Еве да почнам со тоа што и темата на емисијата е Македонија низ патот од независноста до влезот во Европската унија. Амбасадоре, Македонија и Словенија уште давнешната 1992 година добија највисоки оценки од арбитражната комисија предводена од уставниот судија авторитетот Бадинтер, кој како од прва, да речам, во неговиот извештај даде висока оценка за две држави од поранешна Југославија, тоа е Македонија и Словенија, или држави кои наистина го добиле приматот да бидат априори веднаш да станат членки, исполнувајќи ги критериумите за членство во Европската унија, визави 14 останати членки на посткомунистичките држави. Како вие го коментирате и доживувате се тоа визави, кај е статусот сега на Македонија? Бадинтер е високо почитуван правник и неговиот збор навистина има голема тежина. Но тоа мислење што беше дадено, формално гледано, беше советодавно мислење и практично тој не можеше директно да го имплементира ставот на неговата комисија. Преовлада реалната политика, како и што е тоа секогаш случај. Македонија, за жал, во тоа време немаше сојузници во смисла на тоа какви што има некои од поранешните посеверни или северни републики во Југославија и за жал во тие престројувања на Европа кон новите држави што се создава, Македонија испадна од игра за етаблирана веднаш членка, та дури 92 година бевме сведоци во Лисабон, јас би рекол на тоа срамно негирање на македонскиот идентитет, за жал од страна на Европската унија тогаш, и борбата што понатака имавме да се вратиме на нулта почетна позиција, па дури оттаму да почнуваме да атакуваме
на нашите приоритети како што се членство во меѓународни организации. Ние ќе одиме етапно развојно како се одвиваат настаните во Република Македонија од незината независност навага. И мајчи факт дека не можеме и не смееме да го суспендираме ставот на нашите стратешки партнери, тоа се Соединените американски држави, кои да бидам искрен, во повеќе наврати токму јас како новинар имав таа можност да го консултирам и поранешниот специјален пратеник на починатиот председател Киро Глигоров, господинот Васил Кубрвски, кој имаше таа привилегија и можност да биде присутен во втората соба во Белата куќа, кога стариот Џорџ Буш заедно со Бейкер донесоа извршна одлука да ја признат Македонија под уставното име до днешната 94-та година. Како ја дефинирате поставеноста на Македонија визави овие два големи колоса, да речам, Европска унија и Соединените американски држави? Па Соединетите американски држави, јас би рекол, беа понапред во искажувањето на поддршката и ни остануваат за сите овие години верен партнер и поддржувач. Тоа се виде на многу наврати, имајќи ги предвид сите премрежија низ кои поминуваше нашата држава. Во 2008 година јас како тогашен директор за соработка со НАТО во МНР директно работев на подпишување на изготвувањето на текстот и подпишувањето на стратешката спогодба за стратешко пријателство помеѓу Република Македонија и Соединетите американски држави. Со тоа беше даден очигледен, ја би рекол, знак, не сигнал, него знак. Тоа се случи, да ве потсетам, веднаш по самитот во Букурешт, каде што Македонија не беше примена. 2008 година. 2008 не беше примена, иако беше, како да речам, спремна да експлодира од подготвеност за членство. Знаете, од познати причини тогаш не влезе. И Соединетите американски држави направија голем гест да не ја остават нашата држава така да виси негде во меѓупростор, правија голем ичекор гест, ја прифатија Македонија како стратешки партнер и од тогаш навистина даваат голема помош на Македонија. Тоа е кога помладиот Џорџ Буш беше на самитот во Букуреш. Тогаш присуствуваше поранешниот председател на Македонија господинот Бранко Црвенковски и премиерот Никола Груевски. Меѓутоа испадна ветришта од јужната страна од нашиот сосед која река non passaran. Но да бидеме начисто и за нашите гледачи за едно подсетување, дали Македонија го заслужи членството во НАТО без да го смени името, односно да се подпише тој документ познат како Преспански документ? Македонија крваво го одработи таа покана. Да. Вие сте свесни дека Македонија има завршено и изготвено 18 акцијски планови за членство. Да. И тие започнаа во 1999 година. Така. На самитот кој означи 50 годишнина на НАТО јубилејниот, НАТО издаде покана за членство на Македонија. Тоа беше голем исчекор, знаејќи дека веќе во 92 година македонскиот парламент донесе одлука за стапување во членство на Република Македонија во Европска унија и НАТО. Значи, од првите денови на нашата независност, Македонија беше, како да кажам, недвосмислено ориентирана за европските и евроатлантските интеграции. Така. Ова не случајно го спомнам, како новинар што во моите текстови не му дозволам на кој да е, значи бидам искрен, нема зашто да решавам ребуси. Тоа беше изјавата на поранешниот премиер Зоран Заев, кој се пофали да, еве, ние направивме тоа што никој не го направил, ве внесовме во НАТО, а тоа е благодарение на документот од Нивице, познат како Преспански договор. Јас реагирав, рекам, не е точно, затоа ве праша, бидејќи македонската армија заслужи и заслужено го доби тоа што требаше да го добие. Знаете што,
членството го заслужи целата држава. Држава, така. Секој еден напор се вгради во напорите за членство на Македонија во НАТО, вклучувајќи ја тука војската, учеството на нашите војници во мировните операции кои започна веќе во 2002 година, значи меѓу првите, апсолутно првите во Авганистан. Македонија изготви 18 годишни акциони планови за членство. За кои добила позитивни... Ние за сите добивме позитивни оценки и во секој еден напредувавме чекор во чекор понапред. Чекор по чекор понапред. Знаете, тие акциони планови за членство се еден сублимат во два збора на сите напори што се случуваат во државата. Значи не е само војска, не е само политика, туку буквално сите сфери на општеството. И ние поминавме еден таков ригорозен тест за разлика од другите и на издржливост и на трпение. И тоа е еден вид тест. Но споредено особено со претходниците кои влегоа пред нас во НАТО, кои по година-две поминаа низ таква тортура, ние поминавме 18 години, со што ја и докажавме полнолетноста, подготвеноста, на некој начин символична, на вистина да станеме веќе една членка во НАТО. И мене не е жал што тоа не се случи од 2008 година, бидејќи тогаш на вистина бевме многу добро подготвени. Подобро подготвени и покапацитетни и од одреден број земји членки на НАТО. Ваша екселенцијо, да видам искрен, ми е предизвик без никаква куртоазност со вас да седнам со тоа што во една прилика и генерацијски сме исти, а со тоа сега сме позитивно бидејќи се борите за правдината и правичноста. А тоа ќе го спомнам со атакот, новинарска забелешка од првиот човек на Министерството за надворешни работи, каде вие до неодамна бевте вработен, стега вие сте амбасадор и ќе останете натам амбасадор, тоа е вашата титула, и се надам дека ќе се случат секакви промени во системот и за жал, јас секогаш критикувам што и во независност, на почетокот на независност на Македонија, таа партизацијата на Министерството за надворешни работи ја создаде таа лоша слика и лошите услови во кои се наоѓа Министерството за надворешни работи, не користејќи ги потенцијалите и структурите и инфраструктурата што ја имаше Македонија како поранешна Југословенска република визави дипломати и амбасадори. Што е во што се случува во Министерството за надворешни работи? Викаше Никола Димитров, вели, таму има некаква топтан дипломатија или салама дипломатија или тактика, како спомна? За жал, јас во многу своји настапи и пишувања укажувам на состојбите во дипломатијата. Тоа е тема што ми е мене при срце, бидејќи тоа е мојот животен повик и тоа е мисијата која сум си ја поставил сам на себе. Да направиме нешто, направивме прво исчекор 2018 со обезбедувањето додека бев во Брисел покана за членство во НАТО и со успех тогаш ги завршивме пристапните разговори, што беше голема работа и практично обезбедување на поканата. Втора цел која сум ја поставил пред себе е навистина да се доведе во ред нашата дипломатија, бидејќи е жалосно да е толку деградирана, толку запоставена една фела, една куќа која треба да биде елитна куќа во државата. Главен стоб на државата. Еден од главните, да за жал, мислам дека тука партизацијата и личните суети на последните два министри многу придонесоа за овој негативен тренд и денеска имаме еден катастрофален резултат да е Министерството за надворешни работи практично депонија на би рекол амбасадори и високи дипломатски службеници кои се буквално тргнати на страна, маргинализирани, со цел министрите самостојно да си ја водат својата политика, без да го слушнат дипломатскиот филтер за било каква иницијатива. Тоа е едната работа, а втора утепано е, мислам, целосно со игнорирање дипломатите, утепан е дигнитетот на дипломатите, исто така да не одиме во социјални сфери, меѓутоа и ова е срамно и мислам дека треба да се знае дека просечната плата во Министерството е 20% под просечната плата во државата, значи на ниво на кафе куварки во средно богати фирми,
Така да навистина од сите страни мислам дека се прави еден атак на дипломатијата, што дури не знам не би сакал да верувам дека е нарочен. Меѓутоа со онеспособување на дипломатијата ние навистина ја губиме една од најбитните алатки за нашите меѓународни односи и тоа навистина се виде и при случувањето на Преспанскиот договор, нашата неукост и невештост и практично по мене дури и неучествување во самото преговарање и во случувањето спогодби со нашиот источен сосед, каде што на површина исплива многу работи кои треба да бидат предвидени и на кои навремено требаше да се мислат. Ще се повикам на едно гостување на еден мој колега, кој беше и председател на Хелсинскиот комитет во Македонија, кој на брифингот со господин Хавер Солана, како на NGO организации, на прашање зошто ние не добивме членство во НАТО без никакво уценување, условување, имајќи факт 99-та, ќе повторам, да дадете инфраструктура на диспозиција на Алијансата, без разлика што сме членка на партнерство за мир, што е плюс. А второ, господин амбасадоре, подпишавме ексклузивен договор од светот, се вика рамковен договор. Ја го нарекувам Езерски договор, апропо Преспански договор. Па каде се видел у светот, бидејќи Македонија ги потврди сите европски стандарди, почитување човекови права, исполнување сите задачи дадени од страна на Европската унија и меѓународните заедница, но сето тоа е залудно на штета на Македонија. Зошто? Тој договор го нема ниту една држава како што се големите сили, Велика Британија, кај што има мултикултурализам, Германија, Франција, тоа се наши пријатели, да бидам искрен. Од друга страна, Македонија плаќа ден-денска тешки пенали. Господинот Љупчо Георгиевски, ќе се повикам на изјавата на мојот колега, пореднешен председател на Хелсински комитет, кој вели, Солана им кажал, ниту Н од НАТО не подпишал, ниту Е од Европска унија. Дали истиот премиер поранешен, сега кој се има само свест, е таква како што вели дека се чувствува во Бугарин, ја поддржува иницијатива што бугарите не го диктират овој диктат. Јас се извинувам, ве ставам во ситуација како аналитичар, не како амбасадор, да ми одговорите. Јас се разбира не би можел да зборам од името на протагонистите кои во тоа време не покажа поголема храброст, но јас како дипломат и како човек што се разбира во дипломатски преговори, секогаш би одел максималистички нормално, без оглед дали ќе го добиеме ние тоа. Навистина е тешко да се разбере зошто ние сме под наводници имале евентуално разбирање за некого во НАТО, што сметал дека ни е рано. Ние сме имале габарит, сме имале и политичка тежина, сме имале и партнерски однос, нели од 95-та сме членство на партнерство за мир. Значи, изградив една солидна и цврста врска со НАТО и сметам дека навистина требаше да се има храброст, што би рекле гац американците, да се истапи и да се побара. Тоа не значи дека ќе го добиевме одма. Но, сигурно по мене значи дека ќе станевме членка многу порано него што станавме вака. Потоа дојде, знаете, кризата во државата и тоа веќе ги одложи нашите, како да се каже, изгледи за членство во НАТО, требаше некогодни стабилизација и малце ни ги одолжија овие подготовките на едно 18 години со 18 годишни акциони планови за членство, кои сите ги исполнивме со најдобра оценка, тоа морам да кажам, и неспорна, и навистина последните неколку години господине Томич, јас бидејќи бев директно инволвиран и во изготвувањето нивно, и во бранењето нивно во Брисел, последните 2-3 години ние навистина имавме една смешна ситуација во НАТО каде што немавме што да збориме. Бидејќи ги исцрпевме сите теми, ги дадовме сите докази, ги дадовме сите уверувања, сите беа прифатени и дури од самите, нели, административци во НАТО кој воза процедурата ми вика на ЕАПС нема што чекаме ЕАПС. Што ќе разговараме и оваа година? Значи почна да се повторува.
почна се повторува една ситуација од пред 3-4 години, че 3-4 последни мапа ние Ги исполнивме, немавме зашто суштински да разговараме. Немаше камен на сопнување или кочница, зашто Македонија не може. Размислувавме дури за нови форми, нешто да се случи, зашто беше малце и смешно да повторуваме едни исти приказни и така. Јас пак ќе ве прашам како аналитичар, не како амбасадор. Си дадов збор, бидејќи сепак ја почитувам вашата функција, односно вашата титула. Ништо којаш не се знае. Секогаш јас се надам дека времето, животот е тркало, се врти. Кој е вашиот став за политичарите и нивните одговорности за дерогираниот статус на Македонија во делот на меѓународното право и фактичката соседно политичката сцена во Македонија? Па јас тука можам да зборам од аспект, а и тоа е веројатно најрелевантниот аспект низ призма на Министерството за надворешни работи, кој е главен контакт за меѓународните односи. Голем проблем и она што ни се случува, јас веќе кажав, значи двата последни министра на вистина направија едни такви промени кои тешко го диригираа министерството. Првиот ден кога се врати, или вториот ден кога се врати, кога дојде на служба господинот Димитров, 20 млади дипломати кои беа веќе на список за упатување во странство, значи со завршени процедури, комисии, решенија за без образложение ги врати назад. Зошто? По партиски причини. Не сте подобни. Затоа што сакал да се додвори до тогашната, па и сегашна владеачка партија. И дури отворено ми кажа, што е ова, само ВМРО-вци вика овде кај идат надвор, на луѓе кои уопште не ни беа членови на партија, него беа перцепирани од негова страна како симпатизери, што е малце, прилично индивидуално, онака пристап субјективно. И потоа почна да се тера во тој правец, да дава предлози на закони за надворешни работи, каде што дополнително се централизира министерството, каде што сите одлуки, ама буквално сите одлуки зависат само од министерот. При тоа, отфрлајки ги високите дипломати во министерството од процесот на изработка на дипломатски материјали. Буквално целата работа почна да ја сведува на својот кабинет, каде што имаше десетина помлади службеници, кои тој си ги командуваше, а работата во директоратите, значи тие главните тела, на чие чело е директор, па се оди надоле, имате директорат за НАТО, за Европска унија, за европски, воневропски земји, конзуларни работи и така, почна да атрофира. Значи, се издигна личноста на министерот, се спушти професијата. Тој апсолутизм на што се должи? Па се должи делумно и на можностите кои ги дава законот, министерот да носи решение од секаков карактер. Меѓутоа, постоја, знаете, некакви узанси и правила дека министерот не треба да се бави, например, со тендери, не треба да се бави со набавки, не треба да се бави со, па до купување на тоалет папир, би рекол, не треба да се бави со процедурите дисциплински во куќата. Значи, имаме тела, имаме се можно, цела структура за тоа. Не треба да се бави со кадровската политика во куќата. Имаме апсолутно професионални тела и институции во Министерството кои тоа го работат. Неговото е да ја води надворешната политика. Знаете како викавме порано? Министерот гледа надвор, а државниот секретар гледа во куќата. Тоа беше во време кога државниот секретар беше највисоко звање дипломатско до кое во куќата може да дојдете. Значи најискусниот дипломат, најискусниот амбасадор. Тој се грижеше за куќата, министерот за надвор. Сега тоа се измеша, сега и државниот секретар е политичко звање, сега и министерот гледа внатре и го контролира и државниот секретар и работата е многу измешана и од министерот ви зависи целиот живот. Дали ќе напредувате во кариера, дали ќе отидете во странство, дали ќе бидете казнети, дали ќе бидете маргинализирани, значи сето тоа денеска зависи од министерот. А господинот Бујар Османи го надгради овој принцип и го доусоврши. Да бидам искрен, неговата квалификација од неговите колеги, дипломати, слушам политичари, или е едно од најнеспособните министри за да врши работи во Независна Република Македонија? Па јас, видите, неговата работа во министерството е мистерија за нас. Не би можел да го квалификувам дали е
квалитетен или неквалитетен. Тој се има затворено во една феудална кула, каде што има млади дипломати и тој веќе тотално го отсече министерството. Зошто? За да може да си тера политиката која тој си ја зацртал, за да не слуша евентуално можеби спротивставени гласови за можните политики, не ја собира мудроста од дипломатите, туку напротив направи една дипломатска депонија која ајде што него му служи на чест. Меѓутоа ја упропастил дипломатијата, прави партиска селекција за унапредување, каде што огромен број негови партиски следбеници во министерството се унапредуваат масовно, додека добар дел од другите дипломати се сопрени и фактички оневозможени да напредуваат. И тоа е на долги патеки едно катастрофално уназадување на министерството, бидејќи вие ќе добиете кадри на врвни позиции кои не се квалитетни, не по мерит систем туку според партизацијата и вие утре тие не можете да се ослободите од нив. Според нашите закони тие ќе останат до крај на нивната кариера во МНР, до крајот на нивната кариера ќе не брукаат надвор со нивното можеби некогаш несоодветно однесување, какви што имаме случај со нивниот непрофесионализам. Тоа авторитетот на македонската дипломатија надвор. Поради такви кадри кои се унапредувани и поставувани не по принцип на мерит систем, значи на заслуги, туку според други критериуми како што се партиски, можеби лични односи, пријателски, можеби и од некој интерес, не можел да кажам, меѓутоа таквите кадри најчесто ни ја брукаат професијата надвор. Вие видовте случај, имаме вратени амбасадори од Токио, имаме вратени од Прага, имаме и други враќани. Тоа е брукањето надвор. И друго, не е само однесувањето, него имаме амбасадори кои буквално не знаат да си ја сработат работата, или се пак пасивни. Што значи пасивен амбасадор? Че не пренесува пораки, ќе се прошета по настани, по приеми, ќе иде на некој состанок каде што ќе го викнат, ќе биде безгласна буква, на приемот ќе си застане со чашката вино со амбасадорот на Србија, Хрватска и Босна, бидејќи нивниот јазик му е познат и не работи. Главната активност на амбасадорот, меѓу другото, е и на приемите, бидејќи тука имате шанса сите да ги видите, имате шанса да размините мислење, нешто да продадете, нешто да купите и нешто да договорите за воиднина. Јас тука ви замолам една пауза и се враќаме повторно следите. Останете со нас. Почитувани, како што реков дека оваа емисија е во предвечерието на одбележувањето на 32-иот роден ден од независноста на Република Македонија. Задоволство ми е што оваа емисија посветив на мојот драг пријател и амбасадор Зоран Дабич како соговорник, со кого во изминати 30 или нешто минути навистина дискутираме за и околу суштественоста на Македонија како земја членка на НАТО и кандидата во Европската унија, визави таа траекторија е тој трновит пат. Амбасадоре, велат, станете членка на НАТО и ќе фрчат инвестиции, милиарди, еве, наша соседна Албанија има неколку милиарди во старт. Инвестиции, Хрватска исто така, Македонија зиро. Тоа ви е одлична забелешка и не се сеќавам дека некој други јавно вака ја искажал. Наша мантра во сите овие години подготовки за членство, а јас долго години работев во Министерството, значи не само во Брисел, во НАТО, туку како директор за интеграција во НАТО, една од нашите мантри беше токму тоа. Кога ќе влеземе во НАТО, не е само работата на безбедност, туку е работа на економија, на стабилност. Па јас ги прашав моите пријатели, лобирав, дури и подругари, дека треба да влеземе во НАТО. Викам,
Зашто не кеш во НАТО? Дали сакаш децата утре да те живеат подобро? Викам, да, секој. Па и тоа е, викам, битно. Така да тоа навистина беше една мантра и таа мантра не беше празна, тоа беше вистина. Повеќе, јас би рекол, сите земји освен Македонија, кои влегува во НАТО, во првите неколку години навистина има голема финансиска инекција. Дали е тоа директна инвестиција странска, дали е тоа преку фирми кои беа со инсентив, со охрабрување на државите нивни, но да се поттикне економијата за идната земја членка, нели, да биде. Ако сака да инвестира во криминогена држава кај што има корупција, криминал. Нашиот проблем е што тоа не беше искористен како што треба. Кај нас, за жал, тие инвестиции изостанаа. Дали с корупцијата е априори, Ваша екселенција? Бидејќи кој сака да инвестира и покрај тоа што Македонија е членка на НАТО, еве генерал Джонсон Контрол и Джонсон Мети се две американски големи корпорации, да бидам искрен, и тие американците се грижат и водат сметка. Тоа е нивна голема финансиска потенција. Од друга ситуација, Македонија плови во коруптивни води. Име јасно и гласно порачано од Америка. Дојде амбасадорката Агеле, само што стигна од авион, директно во студио, односно на пресконференција, вика, дојдов веднаш да ги апсиме сите криминалци. Потоа се затиши ситуацијата, но бандитизмот е апсолутно априори. Како очекувате државите да ве помогнат и финансиски, државите семи членки, нели, да ве прегрнат кога доаѓате во нивно друштво и финансиски да ве зајакнат, кога нивни амбасадори ги прекинуваат програмите државни за помош, што се како што направи холандскиот амбасадор, кој јавно кажа дека прекинуваат со нивната програма поради корупцијата. Да, а како очекувате да помогнат преку бизнисот? Како тие да ги советуваат своите големи фирми, одите инвестирате во Македонија, таму и тие утре да заглават во судски постапки, во корупција, во рекетирање. Не оди тоа едноставно. Дали амбасадор, апропо тоа, пак ве прашам само како аналитичар, не како амбасадор. Некои прашања ми поставам како амбасадор, а некои кај што можете послободно да пливате како аналитичар. Дали се влага во Европската унија под присила или според диктат, или според оно што сте заслуженото? Се влага по два основа. Добро. Првиот е да им требате, второто да можете да одговорите на предизвик. Добро. Првото прашање е многу дискутабилно. Сведоци сме на растечки евроскептицизам, и тоа не само последните години, туку би рекол малце подолго. Вие се сеќавате дека Хрватска беше последна земја која беше примена во Европска унија, а многу вода протече од тогаш. До сега требаше уште барем една-две земји да влезат според некоја претходна динамика. Меѓутоа, свативме и видовме, па тоа го видовме пред неколку години, кога со француското барање за нова методологија, практички ние бевме сопрени во процесот за добивање, за почеток на преговори за членство, дури и пред Бугарија да не сопре. Морамо да ви на емисија да го кажам, бидејќи во колумните го пишува. Македонија, значи секогаш го добива стапот на својот грб. Со потпишувањето на Преспанскиот договор, господина Ангела Меркел дојде со Ципрас и му рече: еве, потпишете го договорот, вашите пензионери добиваат 140 милиарди, ќе повторам, гледачи, 140 или 145 милиарди евра Грција доби како транша за поддршка на пензионерите на социјалната политика во Грција. Со бугарскиот документ, сега со овој профил што го диктатот, бугарите добиле 12,5 милиарди евра, Македонија добила омча на вратот да се обеси. И сега, каде тука, од друга ситуација имаме двајца протагонисти во ова бурлеска, предводена од Зоран Заев и Димитар Ковачевски, кои како папагали, народна забелешка, повторуваат едно исто. Како истра мантра, исти учители, исти, да речам, фасилитатори или ментори ги воспитали и ги научиле што треба да кажат. И велат по секоја цена уставни промени. Како аналитичар или како амбасадор? Дали треба да се случат уставни промени? Уставни промени се случуваат во сите земји согласно процесите кои се случуваат во државите. Значи, внатре. Уставните промени се изнедруваат од државите и тие се согласно нивните интереси.
Сега, ние сме земја која има многу уставни промени. Мислам дека сме шампиони во Европа. Не ме земете за збор точно, меѓутоа навистина сме меѓу првите по бројот на единствени уставните, да. И голем број од тие промени се должи и на рамковниот договор, на резултатот од рамковниот договор, каде што голем дел од тој договор се преточи во уставот и тоа беше нужно да се направи. Меѓутоа, можеме да речеме дека и тоа било потекнато од внатрешните причини. Ова што сега се случува со Бугарија, јас лично не познавам таков пример во светот, дека некоја држава и наметнала на друга држава уставни промени. Зборам за мировна ситуација, не зборам за војни. Сега, дали треба да се случат уставни? Ние многу пати сме биле соработливи и bona fide, со добра намера. Во 90-тите сме го смениле знамето. Да. Се сеќавате дека ние имавме друго знаме. 92-ра. Така. Се сеќавате дека добивме кредит од Сорос, 2,5 милиона долара како награда. Да. Сега, сакавме во тој момент да им излеземе на консидерациите на грците, затоа што немаме добра намера, немаме лоша намера, не сакаме да се конфронтираме и така. Меѓутоа, за тоа кредит не добивме. Мислам дека беше 95-та, кога го сменивме уставот. Не, за знамето добивме 2,5 милиона долара. Да, и го сменивме уставот, а најголема концесија што ја направивме ние како држава, всушност, беше што прифативме да преговараме за нашето име. По мене тоа е голема концесија, зашто никој не може да ве натера да преговарате за вашето име. Значи, ние направивме многу работи, за да утре мене дипломати ми кажуваат, кога се борев за нашата држава, надвор, и кога ги потенцирав сите оние работи што ние сме ги направиле, ми рекao, па веројатно да сте ги дале прерано концесиите. Да. Јас се замолам, се надам на разбирање од одговорниот уредник и телевизијата. Да, само бидејќи сакам некоја минута да поминам, не би сакал, бидејќи сепак ова е многу важно што сакам да ги кажам поентите. Прво и основно, во разговорот со Метју Нимиц, што сум го имал 2016 година, и на моето прашање, добро кажите, амбасадоре, што да се случи, што предлагате? Па Слободан е како, тоа го има на YouTube, може да се види, да се докаже. Па еве, вие ќе го смените тој акроним, тој страмен тоа име, референцата фирм, во едно име, меѓутоа не сте обврзани ерга омнес. Пазите, тоа го кажува Метју Нимиц. Апсолутно. И викам, кажите некој име. Дали наивно го кажа Метју Нимиц Горна Македонија? И ќе завршам на ова прва поента. Во античката карта, кај што сега ти седиме и ова прекрасна телевизија, стои Горна Македонија. Па нашите внуци, за генерации, која ќе биде вин-вин, може да се разговара за нешто друго понатаму. И конечно што ова, ве молам, сакам еден сублимат да ми даете. Дали знаете дека за така наречениот бугарски предлог, нашите соседи го наградија Александар Адам, шефот на кабинетот на Макрон, со орден со златен венец, бидејќи автор е на тој така наречен бугарски предлог. Бугарски, па француски, па ЕУ. Да. Вака. Ке ви одговорам, се надевам, но и ке се надоврзам на она што пред малку го зборевме, дали треба да има уставни промени. Значи, рековме промените доаѓаат од внатре. Во овој случај доаѓаат наметнати. Главен проблем за прифаќање на ваква една понуда или предлог или наметнување на промена е всушност проблемот со долгорочното прифаќање на тој предлог од страна на населението во Македонија, односно со долгорочната одржливост на оваа уставна измена. Вие знаете дека и покрај силните напори сменетото име не заживува во народот. Тоа слободно можеме да кажеме. Ние сите, јас немам познат човек кој во говорот со мене го користи она на буквата С што ви кажат. Значи, не знам, не сум видел таков пример. Само гледаме на редок број политичари од владата, кога излагаат на телевизија, го користат и тоа исто не секогаш, него туку прилично лицемерно не го користат кога тој име во корист, како например предизбори и така. Јас направив една шега во една колуна, велам, тоа е кога да се у казино
и на слот машина, колку пати ќе рече С Македонија и толку пати поени паѓаат по 100-200 евра 500, односно не малку е 2 и така што повеќе набилдуваат. Жално е, 10 години странците се мачеа со нашето име. Па наоѓа формули, вашата земја, Ова па земја. земјата, па ова земја, па вака, па така. Сега искача дека ние се мачиме со именување на земјата, не мислам ние како народ, туку нашата политика која од една страна мора да одговори на она што го ветила, а од друга страна е и обврзана, од друга страна пак сака да е поблиска до народот, нормално како и секоја власт, но со ова име и не успева. Вие добро знаете, сме го дискутирале тоа пред малку, дека нашата диаспора, токму поради промена на името, ги игнорира нашите дипломатски представништва И ги заладува и ги односите. заладува односите со нашата влада, што е неприродна ситуација. Дали амбасадорот треба да биде главна артерија со диаспората, да нормално. биде главен столб и да ги... Вие да отидете утре за амбасадор некаде или за генерален конзул, вие пред се морате да имате комуникација со диаспората. Значи, вас мора да ве знаат, да ве канат на вечери, да ве канат на настани. Да бидете добродојден. Да бидете дел од нив. Јас како амбасадор во меѓународни организации, што не сум природно афилиран или билатералниот амбасадор за Австрија или за Белгија, тој што е нивни контакт. Меѓутоа со големо задоволство сум видел на сите нивни настани и сите ме познавале, многу не разбирале зашто сум амбасадор, но тоа е клучно да ве знаат. Така да сега, со оваа ситуација, со оваа поставеност на односите, јас не знам дали во јавноста е тоа добро познато, меѓутоа, диаспората секаде, во Австралија, во Америка, во Канада, е дистанцирана од нашата влада. Тотално разочарана. Еве гледате дека Мичиген, Тоа не е голем успех за македонска држава. И дипломатија и Министерство за внатрешни работи. За жал. Еве, за жал, меѓутоа Мичиген државата овој месец веќе го најави и го посвети за македонската култура, историја и се она што вика македонска national treasure, Така е. национално богатство. Од друга ситуација слушам дека А тоа бугарите се односи одамна гаени. да се подсетиме, Вудро Вилсон 1913 година напиша декрет за македонците. Демонстрации во по Чикаго. Њујорк, Чикаго, со илјадници македонци. Каде што убаво стоеше Македонија на македонци. на македонците. Еве, тоа не ми, може би дипломатски ми одбегнавте да ми одговорите за Адам Александар, шефот на кабинетот. Не ми е позната таа информација. Да, јас ја пишов врз основа, можете почитувани најкомодно да влезете на сајтот на Министерството за надворешни работи на Бугарија, ќе го видите и со лика, и со слика, и прилика заменичката министерка за надворешни работи, како му додава, му предава орден со златен венец на Александар Адам, автор на бугарскиот диктат, односно договор реализиран од францускиот наш пријател Макрон, кој јас да бидам искрен би ја даде оценката дека со која брзина ќе се движат за евро-enlargement, односно проширување, прашање дали 2030 е дедлайн и вистинско време амбасадор да стане членка на Европската унија, ако вечерва од 10 сатот направиме уставни измени? Ајде вака да видиме која е судбината на овие земји сега што преговараат. Мислам дека нешто 11 и 13 години преговараат. Ако ние станеме членка на следните 6 години или 7, тоа нема многу логика, едно, а тоа значи дека и тие би требало, навистина тогаш би имале 17-18 години, тогаш би требало, значи една голема група да влезе. Меѓутоа, имајќи предвид динамиката, тоа не е изгледа верно. Зошто таа шармонијада, таа дискрепанција има меѓу представителот на Советот на Европа и кои се добри пријатели со Макрон? Стручно гледано и професионално, процесот на преговори е навистина долг. Јас се сеќавам дека хрватските дипломати, кога ги прашував како иде, што иде, размени на искуства, ми вика, моравме да изброиме до последно дрво маслинка во Хрватска. Секако. Значи, ова како пример го давам. Ама и потекло на имотот беше априори. Ние немаме маслинки, па нема да ги броиме, но навистина е до последен чок од грозја, да речеме. Навистина е сеопфатен напор на држава и се да оди како што треба мазно. Големо е прашањето дали може за 6 години да се стигне. Сега, кога на тоа ќе го додадеме и политичкиот момент, значи евроскептицизмот, скриен или отворен кај многу држави, кои се, мислам да не се лажеме, 70% на јавните мислење на Запад, Франција, Германија не сакаат проширување.
не гледаат како зрели за членка. И тоа се одразува врз нивните Никој политички не сака елити, парите да бидејќи ги утре тие исполниш. треба да излезат на гласање да бидат Никој не изгласани. сака нивните пари да се трошат за Е, коруптивни сега, активности. тоа е едно, а второ е како и Бугарија ќе се однесува понатака. Ние навистина, а лично мене ми е многу наивно дека нивната желба одеднаш е трансформирана само во желба да бидат признаени во Уставот. Тоа е многу смешно, знаејќи ја 100-годишната политика и знаејќи Перфидно. отворените изјави на председателот Радев, на заменичката председател, на министерка за надворешни работи. Мислам, тие отворено се кажуваат дека овој народ нели е формиран тогаш и тогаш, дека претходно било јасно дека сме биле бугари. Така да, со таков тврд став, а јас по ништо не гледам дека тие го сменили ставот, јас навистина не гледам перспектива за долго години. Амбасадоре, сигурен сум дека ќе станете амбасадор наскоро во некој од големите центри, но ова мораше да го кажам. За ваше подсетување, почитувани гледачи и ваша екселенцијо, Бујар Османи на 23 мај 2022 година на средбата со рускиот пилот Румен Радев, новинарска забелешка, така го ословуваат голем број новинари и аналитичари, прочем тој е проруски настроен. И пилот. И пилот, дефинитивно. Меѓутоа со тешко на оној што се вози каде ќе пилотира Румен Радев. Да не го снајде, не дај Боже, не сум малициозен. Да. Не сум малициозен, но Добра зборот шега. беше шега само. Ја му посакам добро здравје на нашиот Така пријател од соседна Бугарија, но зборот ми е министрот за надворешни работи Бујар Османи му рече вака, парафраза. Па зошто да не ве ставиме ние во уставот како што ние влеговме албанците? 23 мај 2022 година на средба. Јас се прашам и се прашувам и едноставно ќе завршам со тоа завршно прашање, каде беа медиумите да ова го апострофират, ви ги поканувам за од ова место, од ова студио, да излезат во архивите и да ја пуштат таа изјава, да го потсетат господинот Бујар Османи, како му предложил, каков совет му даде на господинот Радев, како да се апсолвира Се прашањето. надевам дека господинот Бујар Османи ќе има прилика да дојде во вашата емисија Да, ние ги и покануваме. дека вие ќе имате добри прашања за него. Секако подготвени сме за секакви Мене прашања. лично мистериозен ми е одговорот на две прашања. Првото е кој прифатил и кој побарал Ерга Омнес со Грција и кој прифатил и кој побарал, тука е јасно дека ние сме двете сме ги прифатили, значи кој побарал вметнување на бугарите во уставот. Тоа се две навистина мистериозни теми, бидејќи јас не сум сретнал никакво објаснување од страна на владата за овие две прашања. Немаме никаква и покрај големата транспарентност што се прокламира цело време, ние не знаеме кога грците, како побарале Ерга Омнес, дали побарале, или тоа беше некој екстра напор од наша страна за да помине договорот. За наистина никој не знае, бидејќи никој од МНР не учествувал во преговорите. Без тука лажна... ексклузива, од Да. секој случај. Благодарам. Исто така и со уставот во бугарите, одеднаш дојде тој предлог, може би сте ви во право, може би тоа беше исто предлог од господинот Османи, според негово видување да олесни понатамошна процедура. Наистина не знам. Јас сум новинар 42 години. Значи јас не можам да модифицирам исказ. Така. А тоа ден денески ме обдржува со комуникации со сите политичари во светот. Но ваше е да копате. Но нашите да истражуваме. Ви благодарам многу што бевте гостин во мојата емисија Благодарам за Вечерва со Славан поканата Тович. и благодарам за честа да бидам ваш прв гостин во серијалот. Ви посакувам среќа во новата серија. Ви посакувам и долги години на серијата и уште еднашка би го честитал Денот на независноста на нашиот народ. Благодарам уште еднашка за вашето присуство и учество во оваа прекрасна емисија. И јас ќе се придружам заедно со вас кон честитките за независноста на Македонија и дај Боже илјадници години да видиме Македонија и само Македонија. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Се надам дека го задржа вашето внимание. Останете и натаму со програмите на телевизија Вистел, Вистинска телевизија. Се гледаме во наредната емисија. Пријатна вечер.